Биоотпадот учествува со околу 40 до 60, а некаде дури 70% во вкупниот состав на комуналниот отпад што го создаваме ние домаќинствата. И доколку тој биоотпад се измеша со сите останати фракции на комуналниот отпад и се натрупа на депонии, се создава експлозивен гас метан, кој што освен тоа што представува закана за климатските промени, тој исто така е експлозивен и предизвикува пожари. Ние сме во поглед на законодавството отидени понапред, меѓутоа во практичната примена остануваме статус кво. Од биоотпадот, согласно составот кој што го поседува, можеме да добиеме најразлични производи кои што може да најдат намена во секојдневното живење. Потребна ни е едукација на целото население, поддршка од институциите, во смисла на регионални центри. Циркуларната економија всушност представува повторна употреба на биоотпадот. Треба да го напуштаме неодржливо линеарен модел и да пополека влегуваме во циркуларната економија од аспект на намалување на природните ресурси, загадувањето на животната средина, заштита на биодиверзитетот и понатаму во однос на заштита на питката вода. Има повеќе чинители, пред се тоа сме ние, домаќинствата, кои што треба да бидеме свесни за потенцијалот на овој биоотпад, но исто така и за неговите опасности доколку го измешаме и го фрлиме. А локалните власти треба да обезбедат логистика и поддршка на граѓаните. Да започнеме да ги реализираме прописите, првенствено да се научиме како да го селектираме отпадот, да го одделуваме меѓусебно и понатаму да го искористуваме биоотпадот во добивање на вредни производи. Истовремено ја заштитуваме околината и имаме можност од економски аспект да отвараме нови зелени грин бизнеси. Секако сметам дека ваквите работилници се особено голема корист за нас, наставниците од природната група на предмети. Работилниците се исклучителни затоа што од една страна на наставниците даваат идеја и ресурси како можат да го применат она што се учи во наставата по хемија, биологија, практично во проблеми, тематики кои го засегнува секојдневното живење. За учениците секогаш се интересни работилниците, затоа што просто и да нема ученик кој не сака да работи во лабораторија, експериментите се секогаш предизвикувачки и мотивирачки. Сакаат да излезат надвор и да запознаат и да спознаат нови работи. Се чувствуваа многу корисни, бидејќи всушност го користеа тој биоотпад во нешто, добивањето на нешто ново. Пробуваме и изведуваме во живо и учам преку тоа што го правам. Некои од учениците дури ми кажаа дека из дома всушност некој од нив пробале да добијат некој продукт и на таков начин всушност ги запознале и своите домашни, од која важност е всушност самиот вид на рециклирање. Јас сметам дека е важно да чуваме животната средина. Ако не ја чуваме, тоа може да влијае на нас и на животните и растенијата околу нас. Селектирајте отпад. Ако отпадот не е селектиран, тој станува ѓубре. Да се трудиме да бидеме активни граѓани на ова наше окружување. Крајно време кај нас да проработи свеста за правилно селектирање, значи третирање на биоотпадот.